Околу 100 милиони луѓе во светот користат вода што според медицинско-санитарните норми не е употреблива за пиење. Околу 80% од сите болести на човештвото се шират поради лоша вода за пиење. Најмалку 30.000 луѓе умираат во земите во развој од болести што се последица на загадена вода за пиење. Оваа ситуација од ден на ден се влошува, а најсериозна е во Африка. Според Организацијата на Обединетите нации, потребни се 16,5 милиони долари дневно за да се обезбеди чиста вода за пиење. За жал, оваа сума ја нема, а таа изгледа огромна. Но таа не е воопшто голема кога се знае дека во светот дневно се трошат 240 милиони долари за цигари и над милиарди и пол долари за оружје. И земјите кои имаат вода за пиење, ако не ја чуваат и ако не ја трошат мудро, можат да дојдат до ситуација да нема што да пијат. Ова е Радика. Стереотипно е и малку е да се каже дека е тоа вистинска убавица. Денес Радика е едно од последните исконско чисти европски реки. Слободно можете да се напиете од нејзината снеговита, секогаш студена вода. Не е Радика чиста затоа што сме ја зачувале. Едноставно, во овој пасивен крај на Западна Македонија не се развивала индустријата. Но полека и тука доаѓа индустријата. И дали веќе не е прашање на време кога убавицата Радика ќе стане темно кафеава, како сите загадени реки во светот. Радика извира од падините на Кораб, тече под разни имиња во горниот тек, прибирајќи во своето корито повеќе планински рекички. Кај познатата местност состав на реките, каде што во неа се влеваше Мавровската река, сега веќе заробена во Вештачкото езеро, Радика свртува десно. Од тука, полноводна и прекрасна, тече до своето влевање во Вештачкото Дебарско езеро. Десно и остануваат дивите и високи Кораб, Дешат и Крчин, а лево питомата Бистра. Се околу Радика е полно со вода. Чавкадис, Рибничка, Видушница, Битушка, Аџина, Мавровска, Беличка, Галичка, Мала река, составена од Гарска, Тресонечка, Селечка, тоа се имиња на мали, брзи и чисти планински реки. Геолозите сметаат дека под Кораб и Бистра на длабочина од околу 600 метри има непропуслив слој и затоа на овој простор има толку вода.
Премногу е кратко течението на прекрасната Радика, за да се задржиме подолго во коритото на реката Убавица. Направивме кратка прошетка по питомата и проодна Бистра. Рековме, Бистра е питома планина. Овде сигурно некогаш имало густа шума, но таа е ископачена за одгледување овци. Непрегледни беа стадата овци на Бистра. Денес нивниот број е мал, но овчарите се уште со камени пирамиди ги одредуваат границите на својот предел овци. Може би во нашата секојдневна битка за храна пак ке се вратат овците на прекрасните падини на Бистра, каде што се произведува најдоброто кисело млеко, бело овчо сирење и надалеку прочуениот кашкавал. Оваа наша приказна ја започнавме со светскиот проблем на чиста вода и со нашите се уште за среќа чисти планински води. Од нас се бара денес голема мудрост да ја сочуваме чистотата на горските реки и потоци. Но не би требало да биде наша грижа само чистата вода. Природата е еден безпрекорно урамнотежен систем на повеќе елементи, и чистиот воздух, и убавата густа шума, и планинските ливади, горското цвеќе, дивечот. Сето тоа е дел од човековата околина, дел од самото битие на човекот. И сето тоа треба да биде наша секојдневна грижа. Се качивме на Бистра во јуни. Во низината е веќе лето, но на планина туку што почнува пролет. И колку да има добри одгледувачи на цвеќе. Изгледа никој не може да ја добие убавината и боите на планинското цвеќе. Прекрасни, непрегледни теписи од разни цвеќиња. Не се овие цвеќиња за вазна, тие брзо венат. Само планинската ливада, чистиот воздух, незаматен сончев зрак, тоа е средина во која во полна убавина цветаат горските бисери. Вистински огин од убавини и бои. На рабовите на Бистра, на назабените остри карпи што се виснати над брзите планински реки, од секогаш имало дивеч, особено диви кози. Се разбира, ако беа подобро заштитени и ако немаше дрски ловокраци, нивниот број ќе беше далеку поголем. Излеговме во самите мугри, кога на планина и во јуни е студено, да видиме и да ги снимиме дивите кози. Тогаш е времето на нивното пасење. Потоа сите брзо се префрлаат низ карпите и некаде напладне во длабока шумска сенка се одмораат.
Прекрасно е да се гледаат овие грациозни животни со нивните младенчиња. Сите овие јариња веќе до година ќе бидат самостојни и поминувајќи ја со мајката животната школа, вешто ќе трчаат по стрмите карпи. Доколку не ги вознемирува и не ги уништува човекот, козите се способни на овие остри карпи сами да се грижат за себе, да се размножуваат и да бидат украс на нашите планини. Другото утро, пак взори, бевме на стрмите стени над изворите на Тресонечка река. Оваа местност е позната под името Брзовец. Се поставивме на добра позиција и чекавме да добиеме добра снимка на Дивојарец. На 100 метри од нас, меѓу ретките штотуку зазеленети перуники, видовме легнато животно со кафеава боја. Бевме убедени дека е прилегнат стар дивјарец. Сонцето уште не беше дигнато над планинските врвови. Беше студено, но чекавме трпеливо. Дури откако животното стана, возбудени забележавме низ телеобјективот дека тоа е мечка. Полека, исто како и човек, мечката стана, уште дремлива се протегна, ја заврши својата утринска физиолошка потреба и пак си прилегна. Бевме возбудени, но трпеливи. Кога мечката реши дефинитивно да го заврши спиењето, видовме дека со неа е имало мече. И тогаш пред нашите очи започна една возбудлива утринска прошетка, една вистинска животна школа. Најмногу бевме изненадени од фактот што мечката се движеше по неверојатно стрми карпи, таму каде што мислевме дека може да оди само дивата коза. Предпазливо, повеќе за мечето отколку за себе, но сигурно одеше по стрмиот пат тешката и на прв поглед трома мечка. Попат таа дигаше камења за да најде мравки, други инсекти, ларви, некој вкусен корен. Мечката јаде се, а особено сака мед и шумски плодови. Но кога ќе и недостига растителна храна и кога ќе се навикне, станува опасен разбойник кој уништува безмилосно говеда и овци. Успесите ја зголемуваат нејзината храброст и дрскост.
Мечето полека одеше зад мајката и учеше две работи. Како да се спушти по стрмата карпа и како да бара храна под превртените камења. Не можеше се уште малото мече и колку да запнуваше да преврти некој поголем камен. Изгледа најважно беше тоа да учи. А кога некаков звук го исплаши мечето, мајката мечка брзо реагираше, веднаш готова да му се спротивстави на секаков непријател. Го засолна малото мече и мајчински топло го утеши како да му рече: не плаши се од ништо, јас сум тука. Уште долго во прекрасното планинско утро се спуштаа мечката и малото мече долу кон реката, веројатно убедени дека таму ќе најдат вкусна храна, а може би ќе откријат ваков мравјалник, вистинска гозба за мечките, кои може би најмногу од се сакаат мравки. Во непосредна близина дивите кози сосема мирно пасеа. Веројатно свесни дека и релативно брзата и вешта мечка сепак не може да ги фати. Сакавме уште долго да ја гледаме мечката, но некаков звук, а може би го сети и нашиот мирис, ја исплаши и таа со мечето неверојатно брзо летна да трча низ долот кон густата шума околу реката. Седевме уште ден-два на Брзовец, на Бистра. Ги гледавме оддалеку стадата диви кози, но мечка повеќе не можевме да видиме. Искусниот шумар и ловочувар Наќе само ни ја покажа дупката каде што презимила мечката. Може би таа била нашата мечка, може би и некоја друга. Жал ни беше што моравме да ја напуштиме прекрасната Бистра. Питома, полна со вода, со непрегледни зелени пасишта. Тој прекрасен, чист воздух на Бистра, тие бистри планински реки, зелената трева, шумите и прекрасните животни за секогаш ќе не останат во сеќавање. А убавината на горските цвеќиња ја впивме во окото и во нашата свест за долго време. На есен и в зима пак се вративме покрај Радика. И ако некој не праша кога е најубава, искрено не знаеме да одговориме. Есенскиот пламен од бои на жолтите и црвене лисија на дрвјата и како смарагд зелената боја на Радика се вистински одмор за душата. Некои сметаат дека тогаш Радика е најубава. Но шарите што ги направиле мразот и снегот и пак неповторливата боја на водите на Радика, зар не говорат дека и зиме убавицата си е убавица? Вела дека оној што еднаш поминал по Радика, ќе мора пак да се врати. Нејзината убавина го плени човека за секогаш. На патот назад кон Скопје не пречека убавото Мавровско езеро. Тоа е вештачко езеро, градено брзо по војната за системот на мавровските хидроелектроцентрали.
На местото на некогашните цветни ливади, по долината на Мавровската река сега е бистро езеро. Но иако е вештачко, Мавровското езеро некако природно лежи во оваа убавина, обиколено со прекрасна шума. Во неговите студени и бистри води живеат големи јата пастрмки, долу во длабочините, далеко од блинкерите на риболовците. И овде есента не пречека со разновидни живописни бои. Кога дојдовме зиме, повеќе јата диви шатки пливаа по водите на езерото или летаа наоколу. Постои идеја овде да се одгледуваат диви шатки според веќе познати методи. Во непосредна близина на Мавровското езеро е местноста Бунец, каде што е изграден и голем центар за одмор на децата. Организацијата Национални паркови на Македонија овде има заградено голем шумски простор во кој постојано пушта разни видови дивеч. Кога бевме, таму се пуштаа машки и женски обични елени. Инаку во Маврово во 1963 година за прв пат слободно во природа е пуштен елен лопатар. Повеќе примероци од овој дивеч се видени по планините околу Маврово. Значи дека еленот лопатар е веќе аклиматизиран и слободно живее во прекрасните планински простори. Кога ќе се размножат, и овие кошути и елени ќе бидат пуштени на слобода, за да ги збогатат планините, да го збогатат и нашето чувство дека ја чуваме и ја облагородуваме човековата средина. Покрај обичните елени, во резерватот кај Бунец се пуштени и елени лопатари, диви свињи и муфлони. Ова ќе биде вистински сафари парк за децата и вистинско богатство за нашите шуми. Наместо децата да гледаат безживотни, овенати, скоро полумртви животни по зоолошките градини, тие овде ќе ги видат во нивната полна убавина во вистинскиот природен амбиент на слобода. Кога го завршивме снимањето во овој крај на Западна Македонија, ни беше жал што ги напуштаме Радика, Бистра, Мавровското езеро, но бевме срекни и задоволни што таму природата е сепак зачувана.
То не обврзува и натаму да ја чуваме и да ја збогатуваме. Не само заради убавината во окото, туку и заради нас самите. А Радика тече зелена и бистра. Таа е нашата последна вистинска чиста река. Зелените води на Радика го смируваат човека. Го прават се чини некако благороден. Но Радика предупредува да направиме се што можеме таа и натаму да тече бистра и чиста од искона. Ниту еден грам нафта, детергенти, пестициди или феноли не би требало да влезат во зелените води на реката Убавица. Да може човек секогаш да клекне и да се напие од снеговитата вода.